Во текот на месец март добивме допис од Министерство каде што требаше да се пријават сите вработени за вакцинација. Голем број од 80% од вработените се пријавија затоа што преостанатите имаат веќе прележано. На 10 март се изврши вакцинација на даватели на услуги, додека на административниот и на помошно-техничкиот персонал дополнително се надеваме, ви рекол од Министерството, дека во најкраток можен рок, дека и тие ќе бидат вакцинирани. Се беше во ред на 10 април, се надеваме и на 5 мај, кога ќе биде нивната ревакцинација, организирано се под контрола, така да се надеваме дека и тогаш вработените ќе поминат добро. Најбитно е тоа што прво давателите на услуги, оние кои се со физичко присуство на лице место со децата, значи досега немавме и одсега сме уште посигурни дека ќе немаме. Досега од започнување со работа на нашата установа од 9 септември имаме само едно дете кое е заболено од своите родители во месец ноември, за кое што беше најавено од страна на министерката со отварање на новите две простории. Што се очекува во наредниот период? Значи немате заболени, овој бран го поминавте, да кажеме, релативно полесно во однос на... Релативно полесно, да. Во секој случај добро е, се работи согласно протоколите, се почитуваат 100%, дури и повеќе од тоа. Значи редовно се дезинфицираат сите простори, кај децата каде што престојуваат, има посебно негователки кои се на прием, посебно кои се негователи и воспитувачи во самата група. Нема мешање, тие се во својата група или кога ќе излезат во дворот сами, се играат со играчки кои што може само за жал, додека порано работевме на социјализација на децата каде што треба да споделуваат. Сега за жал во овие услови на пандемија децата се играат со играчки, кои играчки потоа не смее никој да ги користи, другарче, и на крајот на денот се дезинфицираат за да може наредниот ден да ги користат сите деца. Колку имате моментално дечиња згрижани во установата? 580 имаме, а проектираниот капацитет согласно протоколите е 796. Во Министерството секојдневно даваме известување за тоа дали имаме заболени, колку е присуството на децата. Навистина од Министерството за труд и социјална политика секојдневно се информирани од сите градинки ширум нашата земја. И уште едно прашање, дали се планира одредена инфраструктурен проект, иако вие пуштите на проширен објект долу? Сега, за сега, во овој момент не. Меѓутоа се надеваме, ќе аплицираме и од страна на Министерството и од страна на градот, на општината, ако може. Имаме во годишната програма планирано, значи и лосирано на кои места каде би можело да се преадаптираат некои простори, да се изградат се големи капитални инвестиции, меѓутоа преадаптација на некои простори во детска градинка.